Благодарам. Нема потреба од помош, научен сум со микрофони. Но не затоа што и до сега ги застапував граѓаните во собранието на Република Македонија, туку затоа што овде сум заедно со уште 119 кандидати кои сакаат да ги застапуваат постојано и со микрофон, и во собранието, и со мегафон, и на плоштадите и секаде во Македонија, граѓаните на Република Македонија. Ние не сме во кампања во која бараме доверба за да добиеме само плата и да седиме како некакви чиновници и како неми усти во собранието на Република Македонија. Ние сме овде граѓанска коалиција која бара да ги застапува граѓаните на Република Македонија и да постапува согласно барањата на граѓаните на Република Македонија. Но дали е тоа возможно во услови кога големите мастодонти партии сакаат од граѓанинот да направат само бројка? Дали е доволно да се оди само на митинзи и да се зборува она што само луѓето сакаат да го чујат? Не. И верувам дека ако така сите пристапуваме, како што пристапуваме ние во граѓанската опција за Македонија и во коалицијата Гром, како што пристапува секој либерал и секој одговорен политичар што ја сака својата земја, оваа состојба во која денеска живееме ќе биде многу променета и многу на подобро. Сакам да ве прашам нешто искрено. Дали живееме добро? Не ве слушам. Ова треба да се чуе и во Кавадарци, но најмногу во Скопје, каде што политиката сакаат да ја водат само за метрополата. Дали смее да продолжи оваа политика? Точно така, затоа што на овој плоштад нема да најдете споменици изработени од ваши пари. Тие ќе ги најдете сконцентрирани на неколку квадратни километри во центарот на Скопје. Дали е тоа фер? Не е фер, се согласувам и не смее да биде поддржано од никого кој сака во Кавадарци, како втор град по извозот во Република Македонија, да се вратат вашите пари. А кој во тоа може да помогне? Може да помогне секој одговорен политичар, може да помогне секој одговорен пратеник, но и еден човек што не смее да седи на Водњанска во седиште и да биде има слика, нема тон. Може да помогне еден човек кој со своја мудрост, со своја пристојност, со своја ненаметливост, но никако со гласен мог, може да застане и да не потпише ниту еден штетен закон за граѓаните на Република Македонија. Може да го направи човек со интегритет, човек со авторитет, човек како што е господинот Зоран Поповски, угледен, стабилен, стамен и пред се принципиелен човек. Ја чувствувам оваа синергија и ве прашувам, дали сакате политичари кои никој не ги знае или сакате политичари со кои се дружите секој ден и кои се тука со години да ги решаваат вашите проблеми? Дали има друга листа која има ваков бренд, како што е носителот на листата на коалицијата Гром, господинот Панчо Минов? Ова е потребниот одговор. Нема потреба некој од Скопје и некој од друг да ви ги промовира кандидатите. Тие се произлезени од вас и ќе работат за вас. Затоа, сакам да ви поставам едно тивко и скриено прашање. Дали коалицијата Гром, дали граѓанската опција на Македонија, дали политичкиот центар е трета опција? Не, таа е вистинска опција. Ајде да ве чујам. Правилен одговор. Овде не сум за да ве убедувам, овде сум само за да ги пренесам пораките што се ваши. Од утре и натаму продолжуваме да ги пренесуваме пораките и да ги шириме, да не се плашиме, да живееме во слобода и за слобода,
во пазарна економија и за профит, и земјоделството, и производството да носат профит, и профитот да останува кај вас, кај производителите, кај граѓаните, кај давателите на услужните функции. А ниту еден политичар не смее да посегне по вашиот паричник и по вашите пари. Затоа, доволно од мене да ги чуеме оние кои што ќе продолжат натаму и ќе создадат, ќе комплетираат вкупната приказна. Да живее Република Македонија и да донесеме правилен, вистински избор. На 13 април, број 4 и понатаму, помножено со 2, број 8. Да живее Македонија!